Детската установа Рада Подсева од Кавадарци, едно од најстарите предпријатија од ваков тип и единствено по долги години постоење, можеме со сигурност да кажеме дека спаѓа во редот на оние кои воспитувале, образувале и извеле на пат многу генерации на млади луѓе кои подоцна остареле, станале старци и со задоволство се сеќаваат на првите денови поминати овде. Сега овие млади генерации, исто така, ги згрижуваме, ги воспитуваме до 6-7 години овде, потоа одат на училиште, меѓутоа стартот во животот од 0 година или од 7-8 месеци па до 7 години е многу важен во постоењето на секој човек. И затоа решивме како новинарска куќа да направиме еден поширок прилог или емисија во кој поподробно ќе зборуваме за тоа како во овие години, 2021 година, се воспитуваат, се изгрижуваат и се негуваат младите деца, нашите идни генерации. Затоа дојдовме во ова детска установа, разговараме со госпоѓа Добринова, директорка на детската градинка Рада Подсева, со цел да се запознаеме поблиску со актуелните проблеми, со плановите што ги имаат за идниот развој на детската градинка и сето она што го чини постоењето и работата на ова установа. Добар ден и кажете ли дали ве наоѓа во добро расположение? Да, секако. Насмевката ја имаат и децата и вие. Расположени сте секој утро. Секој утро мора да бидеме расположени и јас како директор и сите вработени во нашата установа. Кажи ни, ова пандемија ви изместили малку од колосек, ви ги пореметили плановите? Па како и секоја институција и така и нашата институција имаме малку проблем, мал дел на децата не се згрижени, меѓутоа се надеваме дека тоа ќе се реши после великденските празници, дека ќе се реши и тоа. Работиме со малку намален капацитет. Добро, можеме ли сега да чуеме поподробно за работењето ваше? Може. Благодарам. Предучилишното образование е образовна основа на децата и секоја фаза во образованието што следи се потпира на успехот во ова фаза. Обштествено организирано предучилишно воспитание и образование како едно од многобројните посредници на социјализацијата на децата во детските градинки има посебно место и значење во воспитувањето и развојот на децата. Установата секоја година се труди се повеќе да обезбеди една сигурна и стимулативна средина за развојот на нашите деца. Би сакала ова моје излагање да го започнам со условите за работа и организационата поставеност на детската градинка, бидејќи изминатите години едно од најголемите залагања на општина Кавадарци, Советот на општина Кавадарци, градоначалникот господин Митко Јанчев, Министерството за труд и социјална политика, а и ние исто така како установа, успеавме да ја постигнеме нашата цел. Нашиот најголем успех е постигнат токму на овој план, а тоа е проширување на капацитетите на нашата градинка. Јавната детска установа, детска градинка Рада Подсева Кавадарци, својата дејност ја реализира во 4 организациони единици, односно во 8 објекти. Тоа се објектите Снежана, Детелинка, Изворче, Грозоберче и Бубамара и 3 објекти во руралните средини. И тоа објектот Петар Пан во село Марена, објектот Ваташки цветови во село Ваташа и објектот Звончица во село Возарци.
Во тек е исто така изградбата, која е од посебно значење и сме посебно горди, е изградбата на новата детска градинка на улица Ресавска, која ќе биде со капацитет од околу 150 дечиња и ќе има 7 занимални. Ја користам ова прилика да ви воочам споредбено со минатите години за состојбата во однос на зголемување на проектираниот капацитет во објектите. Локалната самоуправа, Советот на општината заедно со нашиот градоначалник во воспитната 2018 и 2019 година овозможија просторни услови за згрижување на 75 дечиња во објектот Бубамара, кој се наоѓа во кругот на јавната здравствена установа во Кавадарци. Објектот Снежана, нов простор за згрижување за деца, е од околу 187 квадрати, тоа е доградбата, и во месец октомври 2019 година, со што се извршени сите промени во просторните услови, и тоа влезен хол, просторија за комуникација, ходник со гардеробер, 2 занимални и 2 санитарни простории за деца и 1 санитарна просторија за вработените лица. Од проектиран капацитет за 140 деца, со доградбата проектиран капацитет изнесува 178 дечиња. Овој нов дел на објектот денес грижува 38 деца до 6 годишна возраст. А со ова промена на просторните услови за објектот Снежана го прошири својот капацитет за 178 деца распоредени во 11 воспитни групи. Морам да напоменам дека во овој објект се наоѓа и главната кујна, во која е извршено доопремување со кујнска опрема, како што се монтирање на централна вентилација, доопремување со казан, кипер, поради поголемиот број на деца. Извршено исто така и монтирање на ПВЦ врати, замена на пархетот, а исто така имаме поставено и видеонадзор. Во објектот Детелинка, тој со промена на просторните услови на капацитетот се зголеми за 87 дечиња на возраст до 6 години. Доградениот нов дел на овој објект е на 2 ката. Промените просторни услови во овој објект се однесуваат на влезниот хол со складишно јадро, ходници на приземје и на кат, гардеробери, 5 занимални, од кои 2 се на приземје и 3 се на другиот кат. 5 санитарни простории за деца и тоа 2 на приземје и 3 на катот, а исто така има и тераси на првиот и на вториот спрат. Оваа доградба изнесува околу 528 метри квадратни. Со ова доградба капацитетот на овој објект Детелинка овозможува згрижување на 225 дечиња до 6 години и опфатени се околу 14 воспитни групи. Со самото проширување се доопреми и чајната кујна со инвентар по ХАСАП системот, односно инокс работни маси, садопер и висечки елементи. Објектот Грозоберче, извршени се монтирања и на ПВЦ врати, прозорци, преадаптација на дел од пералната во канцеларија за стручните работници и соработници, преадаптација на таванскиот простор за да се ја сместиме гардеробата на самите дечиња. Воспитната 2019 и 2020 година е реализиран проектот Централно ладење и грејење благодарение на локалната самоуправа и градоначалникот, а исто така и Министерството за животна средина. А за подобра безбедност во овој објект исто така поставивме и видеонадзор. Општина Кавадарци, Советот на општината, заедно со нашиот градоначалник, Министерството, исто така успеавме да створиме услови за згрижување и воспитување на нашите деца и во руралната средина. Објектот Звончица е во село Возарци со капацитет за згрижување од околу 19 дечиња од 2 до 6 годишна возраст. Преадаптацијата на просторот е извршен од страна на локалната самоуправа, а опремата е од наши сопствени средства. Петер Пан, тоа е објектот во село Марена, е со капацитет за згрижување на деца од околу 23 дечиња од 2 до 6 годишна возраст.
Преадаптацијата на просторот е извршена од страна на локалната самоуправа, односно Советот на општина Кавадарци, а опремата е од страна на Министерството за труд и социјална политика. И од сето ова да извлечеме еден заклучок, директор, колков ни е вкупниот капацитет во овие последни 4 години? Вака, вкупниот капацитет за згрижување во последниве 4 години е зголемен за 167 дечиња. Со отварање на новиот објект на улица Ресавска, капацитетот ќе се зголеми за уште 150 дечиња. Значи, изминатиот период имаме зголемување на капацитетот од 317 дечиња. Секојдневното залагање на општина Кавадарци, Советот, градоначалникот, Министерството за труд и социјална политика, а и ние, како градинка, придонесе бројот на децата по проектиран капацитет од 2017 година до 2021 година да се зголеми од 585 дечиња на 752, а со новата градинка да бидат 902 дечиња со проектиран капацитет. Но со одлука на Советот на општина Кавадарци имаме услови да опфатеме околу 1400 деца. Во делот на опременост на објектите, дворните површини и нивното уредување во 2020 година, благодарение на локалната самоуправа, кои се заложија за добивање на проект на UNDP, партнерно уредување на дворните површини во вредност може околу 2 милиона денари, кој вклучува осветлување на објектите Снежана, Гроздоберче, Детелинка со декоративни паркновни светилки, целосно оградување на објектите Гроздоберче, Снежана и Детелинка, и поставување исто така на метална заштитна ограда. Поставени се и натрешници и детски реквизити во објектот Гроздоберче, Снежана и Детелинка. Добро организираниот простор во објектите создава пријатна атмосфера и непречено одвивање на дејноста. Амбиентот во просторот предвидува лесна организација и прилагодување на раздовидни потреби, како и оптимални услови за остварување на воспитно-образовната работа. За само 2 години се инвестираа околу 320.000 во образовните материјали. Локалната самоуправа, Советот на општина Кавадарци, исто така се погрижија и во делот на елиминација на штетните ПМ честички, овозможувајќи им на децата секојдневно да се изложени на почист и свеж, здрав воздух во нашите занимални. Опремата во градинката со аудиовизуелни средства и технички помагала ги задоволува потребите на децата, како и на самите вработени. За да се вклучиме во современото предучилишно воспитание и образование, сите лица кои што се вклучени во воспитно-образовниот систем се опремени исто така и со информатичка опрема, односно лаптопови. Објектите располагаат со прожектори, платна за прожектирање, видеокамери, CD системи, плазма телевизори, се што е потребно за успешно и квалитетно реализирање на нашата дејност. Во објектите воспитно-згрижувачкиот тим континуирано се грижи за фондот на стручната педагошка и психолошка литература, со што се обновува според потребите на тимот и на децата. Секоја година нашата установа организира стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар и административните работници, со што подоцна вработените полесно се стигнуваат со лиценците за работа. Благодарение на залагањето на локалната самоуправа и Министерството, исто така во нашата институција е зголемен и бројот на вработување. Организационата поставеност и стручните работи за згрижување, воспитување и образование на децата во објектите го вршат лица со соодветна стручна спрема законот. Горди сме што нашата установа покрај воспитно-згрижувачкиот кадар, администрацијата, техничкиот, исто така располагаме и со целиот тим на стручните работници и соработници, а тоа се логопед, педагог, психолог, дефектолог, исто така педагог по музичко и по ликовно. Имаме исто така и вработени од кои до сега имаме и привремено вработување, за кои до сега ни помагаше и локалната самоуправа, и тоа се воспитно-згрижувачки кадар
и технички. Посебно треба да истакнеме дека бројот на вработувања, започнувајќи од 2017 година, е 109, а сега се 142 вработувања, што значи имаме реализирано околу 32 согласности. Во делот на воспитно-образовната работа со деца, морам да напоменам дека сме повеќе годишни добитници на Зеленото знаме, кое е признание за спроведување на еколошката едукација од најмала возраст на децата, а воедно изголемување на еколошката свест на нашите најмали граѓани на ова општество. Проекти исто така кои ги реализираме, а исто така соработуваме со локалната самоуправа, се Тиквешкиот гроздобер, Априлијада, Детската недела, исто така и Патрониот празник. Во ова насока се трудиме да придонесеме за оптимални услови за правилен раст и развој на децата и да им обезбедиме квалитетно предучилишно воспитание и образование. Лично верувам дека предучилишното образование и обезбедувањето на поттикнувачката средина за најмалата популација се дел од начините да се зајакне социјалната кохезија, исто така значителна и соработката на локалната самоуправа, Советот на град Кавадаци и нашиот градоначалник, со кој што во иднина ќе реализираме уште поголем број на проекти, затоа што им го должиме тоа на граѓаните на град Кавадарци и секако на нашите најмили. Секогаш ќе се трудиме да ги оствариме нашата мисија и визија. Нашата мисија на нашата градинка е максимална искористеност на објектите и опфатеност на децата, создавање на услови за нивно квалитетно воспитание и образование со примена на најразлични форми и програми, дизајнирани според современите трендови и научни сознанија во областа на раниот детски развој. Визијата на нашата градинка е градинка по мерка на детето, во која детето се чувствува среќно, сигурно и заштитено. Градинка во која детето низ игра, учи, расте и се развива, во која детето сака да престојува и ги задоволува детските потреби. Детска куќа за радосно и среќно дете. На крајот би сакала на сите да ви посакам да се чувате, да се заштитите, а штитејќи се себе си, ги штитите и најблиските. Сакам благодарам за ова искажување и се надевам дека се што најавите, посебно во проектите кои ви следуваат, ќе биде остварено. Да, секако, заедно со локалната самоуправа и со целиот тим со кој располага нашата установа. Благодарам. Значи, среќни и сигурни деца. Тоа е основната девиза со која оваа детска градинка, граѓаните на општина Кавадаци треба да ја сватат како нивна. Може би тоа е формулата на сигурноста на нивните дечиња, може би тоа е формулата на вложувањата на државата и на локалната самоуправа токму во згрижувањето на децата и изградбата на новата градинка. Нешто што не паметиме од поодамна. Овие 3-4 години направен целосен препород на детската заштита во општина Кавадарци. Со ваквиот начин на размислување можеби ќе имаме поубава иднина отколку што е сега.